Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за последното издание на Заспим ако можеш за оваа работна недела. Јас сум Драган Милосављевиќ и заедно со колегата Горан Момировски вечерва во нашето студио го имаме познатиот инфектолог доктор Вело Марковски. Добра вечер. Добра вечер. Оваа емисија следува отприлика 3 години од она емисија која што веројатно имаше најголем импакт, да не речам во историјата на сите емисии во Македонија, нема да речам, меѓутоа во секој случај на нашата Заспи ако можеш, емисијата која би ја направивме со вас во времето кога ковид пандемијата беше во полнек, тогаш излегавте со едни многу храбри, би рекол, изјави, оценки за сето тоа што се случуваше и што ќе се случува. Предизвикавте огромно внимание не само во Македонија, туку и на Балканот, пошироко беше потоа прикажувана и во Србија, ако не се лажам, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина. Словенија, предизвика и контроверзи, тоа е точно. Меѓутоа факт е дека докторе вие тогаш изнесовте ставови кои што во голема мера се покажаа точни, никој не успеа да ги демантира, иако потоа имаше одредени злоупотреби и обиди да се наметне во јавноста некаква дилема дали вие сте кажувале тоа на памет врз база на некој, не знам, недоволно изанализирани ситуации или била во прашање чиста професионалност. Меѓутоа, како и да е, останува фактот дека таа емисија остави огромна трага во јавниот простор и во Македонија и во регионот. Професор, ќе зборуваме и за ковидот, се разбира, за пост-ковид ситуацијата во Македонија и во светот, меѓутоа да почнеме од нешто што последниот период е многу актуелно, аве за сега и вас, имено повеќе познати авторитети во здравството беа злоупотребени на извесен начин, односно при користење, се извинувам, при реклама на одредени препарати, лекови и така натаму, без дозвола од вас или од вашите колеги се употребува, односно се злоупотребува вашето име. Така, значи тоа е веќе појава повеќе, подолго, можеби една година, познати авторитети од кај нас и од регионот се користат за реклама на одреден препарат или медицинско средство или додаток на исхрана, како и да е. Меѓутоа се работи за една сериозна измама, се бира, значи, две работи, се бира авторитет лекар, на кого од досегашното искуство народот во најголема мера му верува, значи тоа што ќе го каже е од доверба. И втора работа се бира состојба или болест, не би рекол болест, во овој случај со тој така наречен препарат паразол се бира состојба или знак, тоа се брадавици. Значи, тие се многу чести, значи се бира состојба или болест која е многу честа, многу популација е зафатена, со тоа таргетот е широк, огромен, значи тоа се работи за огромен број на луѓе кои веруваат на тој авторитет и ќе го купат тој препарат. Всушност, јас и од мои пријатели дознав дека е злоупотребено моето име, значи на тој препарат. Многу од нив ми пишуваат дека веќе го купиле, верувајќи ми мене, потоа многу од нив ми пишуваат дека се разочарани од мене како можам да учествувам нели во реклама на такви препарати. Тоа што јас го знам од претходно колегите што има проблеми, нели, професорот Пановски се обидуваше и пресконференции, пријавуваше и во МВР, пријавив и јас, нели, И професорот Сашко Кеде да дополним, тој има една процедура која што многу злоупотребуван исто така. И се виде дека скоро имаше и едно интервју еден колега професор од Сараево и тоа се случува, значи генерално тоа се случува во Босна и во Македонија. Иначе брадавиците 80 до 90%, значи сексуално активна популација машки има 90% ги има тие брадавици, женската 80%, со тоа што има над 200 ХПВ соеви кои повремено, значи имунитетот успева за кратко неколку месеци или година дена да се ослободи од тие ХПВ вируси, да се ослободи од тие брадавици, меѓутоа бидејќи се над 200 серотипови ќе добие повторно или нема да добие. И ваква една масовна појава ја злоупотребува за да излажат многу луѓе. Излезе информација дека се покажа на светско ниво дека маските кои што сме ги носеле биле една всушност непотребна работа, дека воопшто не штителе, ова е веќе излезено, значи во сите релевантни светски медиуми, излезе дека
дека со години, да, па со години можам да кажам, луѓето одеа со маски на своите лица, некој претерува и на отворен простор и во сопствен автомобил кога се сами, во Во Македонија имаше мерка каде што вие во природа мораше да ги носите маски. Не, зборував за екстремиот типот, човек сам во автомобил седи и си носи маска. Тоа го гледавме по улици или на тераса човек сам седи. Поекстремно е во планина да се качиш сам и да носиш маска. Пријави Имаше кривични пријави. И сега излезе дека сето тоа било всушност непотребно. А не само што беше непотребно, туку направи огромна штета. Гледајќи ги сега кривите што се од светските бази, значи ние имаме околу 400 до 600 илјади повторно секој ден нови со ковид. Тоа од прилика истата бројка што имавме декември 2020. Ноември, декември, значи кога бевме сите затворени, имавме истата бројка. Разликата што е? Разликата е многу помалци умрени и разликата е што рековте го нема, нели, во медиумите секој ден на сите медиуми по десетина пати извешта и така натаму се крене една паника, учествува тука многу медиумите и сега треба да се анализира зошто имавме огромна смртност. Најверојатно една од причините е маските. Значи неколку пати јас уште превентивно го кажав дека маските ќе направат штета, дека тоа е тоа што и во нашата емисија рековте дека тоа ќе е направат опасна тие работа. микроаспирации кои се главна причина за добивање на пневмонија, бидејќи постојано се носи маската, се вдишува собствената нормална флора која прави пневмонија. Генерално над 90% од луѓето што умреа од ковид умреа од бактериски пневмонии. Значи не умре од вирусот, туку како последица на вирусот од пневмонија и најверојатно, сега треба време да се изанализира, меѓутоа треба објективно да се изанализира, умреа поради носење на маски, падна имунитет, поради постојано стрес, значи стрес и поради затајување на многу системи кои, нели, ние се ориентиравме исклучиво на ковидот. И сега со ладни глави размислувајќи, доаѓа дека многу нови работи ни се случија во медицината. Да речеме за ковидот се сеќавате и вие, покрај нели интелектуалците се јавија и многу доктори кои беа гласни, кои не се од таа област. Абсолютно. Интернисти, хирурзи и така натаму. Тоа е една работа. Втора работа ни се случи вакцина, па потоа имавме маса на луѓе кои примија вакцини, не направи антитела. Значи тоа медицината е невозможно. Значи уште пострашно е што имаше луѓе кои направија па илјадници, значи интернационални единици на антитела, па ги теравме да примат втора, трета доза, ако имаат до плафон, или ако е нормално после прележување 20 до 30 единици да имате антитела, они имаат по 1000, 2000, 10.000, 30.000. И повторно се ревакцинира, да. И повторно се ревакцинира и се разболува. Исто така за медицината непознато, значи дека покрај ковидот имавме уште некоја сериозна состојба која ни однесе многу животи. И сега доаѓаме во овој пост-ковид период во кој веќе имаме исто прилика толку, меѓутоа ако тогаш имавме по 10.000 умрено дневно на светско ниво, сега се околу 2.000, значи повторно една сериозна бројка. Повторно е сериозна бројка, меѓутоа не е медиумски покриена. И како ништо да не се случува. Тоа е оној феномен, Тоа што тоа јас го реков, ако се сеќавате дека требаше да се однесуваме така и тогаш, како сега. И ние ќе имавме многу, значи од премногу бранење, ние имавме преголеми жртви. Од прилика, нели, кога ќе стресе земјотрес, а е со слаб интензитет, луѓето рипаа да се спасат и гине од прилика некаква прејака одбрана направивме и всушност или некаде нели го спомнувавме кога имате врапчиња во некоја нива, а вие пукате со топови, па за да ги уништите врапчињата ја ништите цела нива. Значи пукавме прејако со прејаки мерки. И друга работа, сега имаме одреден број на умрени од ковид, кај нас околу 9600, меѓутоа друго многу загрижува. Тоа е прекумерната смртност. Значи, ние сме отприлика и многу интересно е што со црно, кога гледаме прекумерна смртност, значи проектирана на претходните 5 години, од 16 до 20, колку сме имале смртност, или во светот, тоа се води секојдневно податоци, и одеднаш сега имаме умрени од ковид, меѓутоа покрај нив ние имаме уште други прекумерни смртност. Значи, кај нас акумирале генерално во тие 5 години околу 20.000 луѓе годишно, сега одеднаш имаме 28.000, 27.000, 29.000, значи овие 9.000... Професоре, на дополнување се овие 9.000 на тие 28.000? Не.
од 20.000 што требало да умрат во 21-ва, значи Што е сме имале некаков просек, 4.000 да речеме од ковид сме умреле и плюс уште 4 не знаеме од што ни умреле. Значи тоа може, не сме ги пријавиле сите од ковид или ни се случувало нешто друго за кое ние не сме свесни. И многу интересно што е Русија, Бугарија е со некаде 10.000 прекомерни смртни случаи на милион жители. Значи они изгубија за овие 3 години околу 70 до 80.000 луѓе. Значи повеќе од колку што губеле редовно. Тука е Русија, тука е Србија која помина одлично со ковидот. Меѓу прекомерната смртност е полоша од нас. Во вкупната смртност и тука е Македонија со црно обојање на светските карти со овие 4 држави. Многу интересен податок. И тука најверојатно ќе преговориме. Се наметнува прашањето за регионални центри, за регионална соработка. Бидејќи тука негде сега е Романија со некаде 6.000, тука е некаде Босна и одеднаш тука блиску е негде со 5.000 Албанија, меѓутоа Грција е со 3.000. Да речеме у тој период, ако земеме сега кумулативно до некаде 17 март 2023 на 100.000 жители, ако се овие водечки држави што ги набројав, да речеме Франција, Германија, Шпанија, Италија и така натаму, се помеѓу 200 и 400, односно 2000 на милион, ова се зборувавме на милион жители, сега на 100.000 се 200 до 400. Значи 4 до 5 пати имаме зголемена смртност. И никогаш македонското здравство не даде одговор зошто тоа се случува. Па не дава и светското, меѓутоа се што се случува последниве месеци, значи веќе втората нели на 3 месеци води Државниот завод за статистика. Ние 23-та повторно имаме 7.000, имаме некаде 2.500, 7.700, мислам 2.700 прекумерна смртност за првите 3 месеци и потоа во вие сега последниот извештај го немаме, веќе се враќаме на бројката од претходно. Значи, ме соседна Бугарија во Европска унија сега е во моментот се некаде со минус смртност, прекумерна смртност, меѓутоа кумулативно далеку се, нели 4 до 5 пати кои ќе ги собереме сега сите смртности. Во моментот сега Европска унија, најверојатно е тоа што го запоставивме целиот здравствен систем. Германија има некоја во процент голема прекумерна смртност, негде над 40%, споредено со минатата година. Најверојатно се должи на грипот, бидејќи сега оваа сезон имавме грип, а ние сите го некако како да бевме презаситени од настапи, од анализи на телевизија и така натаму, така да оставивме грипот да земе многу животи и останува многу интересно за мене, многу можеби и многу важно дека пиковите Македонија, Бугарија, Србија и Русија се скоро во исти ден кога имаме најголема смртност, прекумерна смртност, се скоро во тесен период од неколку дена или најмногу недела. Што не е случај со останатите европски држави. Например, во тој период кога имаме ноември 2020, ноември 21, март, април 22 и декември 22, тогаш имаме најголеми пикови во овие 4 држави. Имаме Македонија дневно има некогаш и по 140 до 150% прекумерна смртност на дневен основ, гледано со претходните 5 години. Значи скоро дупло повеќе ни умирале и многу интересно тоа совпаѓање на кривите што се случува скоро идентично во ист период. Велите, во ист момент, во овие 4 држави, Бугарија, Русија, Србија и Македонија, се случува поклопување на кривата на прекумерна смртност. Да. Како да се објасни ова? Професорова, прилично вака мистериозно, да не речам, конспиративно. Тоа се податоци, можете да чукате, нели, прекумерна смртност и излегуваат табели од Светска здравствена и од многу бази и тие може да се пратат и сега само треба време и да еве како идеја да се стават кривите на овие 4 држави. Гледаме дека имаме совпаѓање, на што се должи, ќе треба време веројатно, можеби никогаш нема да дознаеме. Можеби ќе дознаеме дали се работи се за комунистички држави, за меѓутоа многу интересно што Србија, да речем, во однос на ковидот е лидер, најмалку умрени имаат од ковид. Сега, можеби не ги пријавувале сите од ковид, а биле од ковид. Нели постои таква опција или пак до таму е запоставен останатиот дел од здравствениот систем. Значи нема систематски прегледи, не се третира малигни заболувања, хируршки заболувања, ургентните заболувања, нели беше проблем. Тоа секој чекор во тоа време. Докторе, значи така да може тој систем, значи преплашено, бидејќи мораме да бидеме искрени дека Западот панично реагираше првите неколку месеци.
Потоа направија доктринарни ставови и се придржуваа тоа што ние го предлагавме, нели, овде заедно со вас, они го се придржуваа и веќе драстично намалија смртност. Таа ригорозност, особено во Германија, беше видлива, како најразвиената веројатно европска држава, ригорозен систем, правила на однесување во случај кога човек е заболен и германците некако добро поминаа во целата приказна веројатно во Европа. Меѓутоа интересно е, грците и италијаните имаа страшни пикови на смртност. Токму од нив и настана паниката, ако се сеќаваме добро, кога во Италија имаше, кога ги покажува оние снимки Грција на не, од Италија беше тоа. Од Италија и Шпанија имаше малку. Реков Грција, мисле Шпанија, кога имаше масовни оние прикази луѓе по болници првите поставени, 4-5 да. месеци. Но потоа Западот се прилагоди. Ние останавме Има они после има многу мала смртност. Они кумулативно со тој првиот бран кој ќе ги собереш пак се помалце од нас. Значи ние кои се плашевме, кои даваме за пример, имаме многу поголема смртност по милион жители од нив. Ако им ги одземеш нив првите 3 месеци, они стојат добро, да речеме, у некои прифатливи бројки. Но тука се отвора логично прашање. Тоа значи дека првиот момент на паника ги зафати сите. Целиот свет беше во паника. Да се разбереме, и тогаш и најголемите стручњаци всушност не знаеа зашто имаат работа. Имаше луѓе како вас што смируваа, што велеа добро, да запреме процедури, да пронајдеме. Меѓутоа, факт е дека јавноста бараше одговори веднаш и сега, решенија веднаш и сега и веројатно тука се правеле грешки. Основното прашање за нас логично е, ако на Западот после 3 месеци паника, сега, нели, предпоставувам, застанале, се собрале најдобрите и рекле, аха, овој систем ќе даде резултат, ќе се држиме за него по секоја цена, зашто кај нас тоа не беше направено? Значи, не помина Западот најдобро. Најдобро помина скандинавските земји. Најмногу критикуваната Шведска, кој првиот брани умреа стари луѓе, потоа нема смртност. Не затвори. Шведска која што не затвори ништо практично. Не затвори ништо и по милион жители се со помала смртност, меѓутоа еве данците ги спомнав, не преска маските. 70% не носеле маски, имаат најмала смртност. Значи, понатаму, овие мерки кои ние кажувавме дека маски не смее на отворено да се носат, ќе направат штета. Понатаму немавме доволно предавања, значи ја дури се понудив да направиме регионални предавања, да објасниме разлика меѓу бактериски и вирусни инфекции, односно до кога е корона инфекција, у која многу злоупотребувавме антибиотици. Значи со тони се даваше сумамет и панцеп, односно секоја компанија која имаше лек на залихи ќе удри вакви реклами, ќе си го продаде лекот. Значи тоа беше клучното како тоа што го прифати Западот. У моментот кога ќе премине во бактериска, дајте да ја лечиме како треба. Се додека е вирусна, да не правиме паника, да оставиме организмот да се бори. Ние од паника после вториот, третиот ден луѓе се сместуваа, се ставаа на респиратори, се правеа филтрации и така натаму, значи кога не му дававме шанса на имунолошкиот систем да се избори. И тука го гледам најголемиот проблем. Значи ние не успеавме да се искоординираме, да направиме регионални предавања. Значи ниту ќе биде прва пандемија, ниту ќе биде последна. Меѓутоа е лошо што ние не излекуваме поуки од оваа пандемија и не анализираме, не сакаме ни да зборуваме. Имаме ли сега ние прекумерна смртност и нов термин што се појави во светот сега, одеднаш умрени? Како год да се нели негира и така натаму, меѓутоа испаѓаат научни трудови во научни списанија каде што веќе евидентно е дека миокардит после вакцини е сериозна и честа појава, некаде на 5000 вакцини еден, тоа се работи за акутни токсични миокардити кои веднаш предизвикуваат смрт. И ако имаме Тоа е популарно наречени инфаркти, така да. Не, инфаркт е друго, е воспаление на мускулот, значи се распаѓа мускулот. Со нејасна патогенеза, дали се работи за имунолошки или токсично или така натаму, значи тука е нејасно. Значи веќе ние не правиме обдукции, веќе Германија излегуваат со трудови, прават обдукции, нови одеднаш умрени. Имаме податоци од Америка дека 1000 неделно прекумерно имаат умрени млади луѓе, од кои 85% се 1000 умрени, од кои 85% се млади луѓе. Значи, што значи одеднаш умрени? Човек кој нема никакви кондиции, е млад, значи нема никакво заболување, нема аритмии, нема ништо, одеднаш добива ваква една состојба и исто така висок процент на тромбофлебити, нели тромбози кои се некаде помеѓу 200 и 400 на 100.000 и сега поврзани со вакцините. И сега гледате како сосема спротивно се поставува тезата. Сега на ваков еден умрен викаат па немаш доказ, нели медицина базирана на докази дека е од вакцината, бидејќи миокардит може да направи било кој вирус. Било што. Сега нели пред тоа кога се прогласуваше некој дека е ковид болен, да не се бара
докази, нели, базирани, медицина базирана на докази, туку со обичен го спомнувавме, најголемата забуна ја направи тој брз тест или PCR тест со бриз, кој уопште не покажуваше инфекција, и тоа го објаснувавме, и тоа стои во книги. Значи, тоа не е измислено од мене. Меѓутоа, но тогаш беше ерес, докторе, ова е многу важно, ова сега што го зборувате, тогаш беше речиси ерес. Значи, И вие бевте напаѓани прилично во Кога јавноста. кажете вакви работи, тоа беше аха, сака нешто да се представи во јавноста или аха одработува за не знам кој. Апсолутно не се прифаќаше нешто што претходно со децени наназад било норма и стандард во медицината. И што ќе донесеш резултати, бидејќи ние мора неколку пати го кажував. Значи јас бев напаѓан и лично, и семејството, и дома бев напаѓан, и пресретнувам. Зошто? Затоа што пробував и мислам дека успеавме да спасиме доста луѓе. Значи, совпаѓањето на некој специјалист или субспецијалист или експерт, да го речеме, да ти влезе работното искуство на одделение за респираторни инфекции, докторатот да ти е од таа област, работното искуство и да си професор, да го предаваш тој предмет, е многу мал број на луѓе што им се совпаѓа, бидејќи во инфектолог има 150 болести, са дали ќе ти се совпадне. И ние таквите луѓе требаше да ги негуваме, иако сега да не испадне, значи јас се понудив да помогнам и на влада и така натаму, значи немаше тука политика, меѓутоа остана, зборувам пред емисијата тука, јас се понудив да помогнам со една моја реченица. Луѓе од прилика го знам сценариото што ќе се случува за година и пол однапред, дајте да постапиме најдобро што можеме да постапиме. И тоа на некој начин не беше одбиено, и тоа беше игнорирано. Значи, Ставено во бокс, како што се. Иако да бидеме искрени, прифатија дел од работи што вие кажавте во таа фамозна емисија, што гледана над 100 милиони пати, тоа забравивме да го кажеме. Например, веднаш наредниот ден по емисијата, владата прифати матичните лекари да бидат тој контакт, да речам, поинт, каде што ќе ја водат тие целата процедура. Пред тоа беа исклучени матичните доктори, значи секоја пандемија мора да изводат матичните доктори. Не може да се оди, и тоа е еден од клучните моменти, бидејќи се рипаа матичните доктори и сите одеднаш 1000-2000 пациенти се носат на клиника и тоа се блокира. Значи тие 3000 пациенти, матични доктори или 1500, колку се, кога би виделе денеска по 3 пациенти, тоа се 5000 пациенти, кога тие би ги пратиле во болници, тоа беше концепцијски многу лошо. Многу брзо прифатија респираторите, максимално критично потоа ги употребува. Меѓу првите месеци се става без потреба пациентите на респиратори, веројатно XX работи, меѓу другото и доктринарните ставови ги напишав и во научно списание. Тој труд ми беше побаран од неколку меѓународни списанија, ме ставија во едитор на престижно американско списание, во нивното списание сум едитор Клиника Медицина Ресърч. Значи, само поради таа доктрина, бидејќи доктрина е многу тешко да се напише, ја обично напишуваат здруженија, јас ја напишав сам во некој месец дена. Така да, помагавме колку можевме, меѓутоа, замислете сега, јас тоа си го поставував. Моделот на Шведска. Владата и народот на Шведска застана за еден човек, кој во моментот, нели, што му се случи, нели, на тој помор во старачките домови, замислете мене да ме прифатеше владата и јас така да помни, веројатно ќе бев обесен на пошта. Неверојатен ризик, меѓутоа Шведска е поинакво општество од нас. Тоа е главниот проблем. Таја, значи, верува на науката, значи кој ќе кажеш нешто како да го провериме, така е во науката. Но и на собствената наука. Има и они преиспитувања во некој момент. Но мене ми е сега малку страв да ве прашам, докторе, спомнавте ова и многумина зборуваат во кулуарите околу овие миокардити што ги спомнувате како резултат можеби на вакцините. Меѓутоа имаше разни вакцини, имаше руска, имаше кинеска, имаше Pfizer, имаше, сега да не ги спомнувам сите, пред ги заборавив, Джонсон. Можат да се поврзат со некоја од вакцините или генерално затоа што различни беа типовите на вакцини, на различен начин беа правени. Беа два, меѓутоа беа МРНА и ДНА вакцини. Тие беа фактички не беа вакцини. Тоа што најмногу бев напаѓан затоа што реков дека тоа не се вакцини, го реков пред да излезат, бидејќи ги следевме извештаите на тие на самите компании. Нели имаат неколку чекори за регистрација на вакцините. Да самата кога правеше испитување една од големиве компании, виде дека после првата доза која прави првата проба не направи антитела.
Потоа, од 170 трудници, мислам дека тоа се дај на неколку илјади, мислам дека 160 абортус имаше. Значи, самите во нивниот извештај стоеше. И тие тогаш направија една итрина, да веќе не мере антитела, туку направија епидемиолошка студија на 30.000 луѓе, па сега овие 30 што примиле и овие 30 што не примиле, кај овие што примиле помала смртност. Значи, тоа е веќе лесно за манипулација и за штелување. Значи, сите тие нови вакцини даваа несакани ефекти. Класичните вакцини, како што беше генерално кинеската, нема да дадат и не даваат, бидејќи се класични вакцини, може да имат моментално некаква несакана алергичка реакција и така натаму. Сега тука имаме миокардит, имаме тромбофлебити, и многу интересно е да речеме од тоа што и јас го добивам се уште нели од многу колеги, информации, видеа и така натаму, да речеме во едно од тие нови работи во што ни се случува, што треба да анализираме, што не сме навикнати, да речеме во Америка е со закон регулирано балансирање на умрени ако треба да се пренесат поише од 2 дена, нели? Веќе се стабилизиравме, сега не знам последниве 3 месеци како поминавме, затоа што имавме грип, имавме респираторен синцитијален вирус, имавме браханела катаралес, имавме микоплазма, еден чуден конгломерат на неколку причинители овие месеци, што порано не се стандардни, тоа сака да прашам. Па обично се ако се јави микоплазма, па понеја ќе се јави грип. Сега во исто време некако ни циркулира. Значи повторно нелогично. Па може би или не сме ги приметувале, меѓутоа некако ги запоставивме, не ги анализиравме, така да веќе се стабилизиравме на претходните бројки во однос на смртност и во однос на прекумерната смртност. Но морам да ве прашам тука, докторе, затоа што се појавија разни типови на ковид, така? И она што ја смири јавноста, веројатно, беше во последниот период, беше дека овие нови форми на ковид се помалку опасни, значи објаснувањето зборам чисто како за јавноста беше дека од оној прв и потоа тие што следеа типови на ковид кои што беа брутални, кои што уништуваа животи, дојдовме до едни кои што и нели светски доктори излегува и велеа, ама овие се иако разорно се шират со огромна брзина, нивната опасност веќе исчезнува, тие се сега на ниво на обичен грип. Отприлика така се смири јавноста. Тоа сакам да ја прашам, дали е тоа логично е? Па тоа е многу логично, бидејќи коронавирусите така одат, така и најавивме, дека одат како лесни настинки, не се ни грип. Грипот е многу посериозен од нив. Ова сега повремено, нели, со SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1, со MERS и така натаму, со тие мутации што ни се случува, страшни работи. Што им даваат страшни имиња обично? Обично им даваат страшни имиња и тие мутации се не е можно да постојано мутира вирусот на подобре. Тоа беше чудно од тие 3 години на полошо. Нели, ако има една мутација, зошто са следната да не биде поблага? Значи беше многу, така да мислам дека беа злоупотребувани тие имиња, дека немаше некоја голема разлика, нели, во клиничката слика, меѓутоа за веројатно да се присили населението дека сега еве имаме нов поттип, нели, омикрон, делта и така натаму, и да се монетизира во превод. Ова вакцина не штити од него доволно, сега имаме нова, сега да примиме вакцина. Бивме сите жртви на еден експеримент. Смело е така да кажеме. Факт е дека постоел ковидот, факт е дека бил смртен, меѓутоа се согласуваме дека во основа паметни луѓе успеа да најдат начин да монетизираат од тоа. Значи, тоа не се случува прв пат. Тоа го кажувам неколку пати. Значи, Светска здравствена до 2000 година по мене беше сосема поинаква, на која навистина имаше многу успешни проекти и на кои светот веруваше. Тоа ни се случи 2005 година, така наречен птичи грип. Да, се Само сеќаваме и на Англија тоа. 30 милиони дози купи Тамифлу, тоа е 1 милиарда. Значи, птичи грип кој не може да направи епидемија, познат од науката, бидејќи се внесува само со трзање во конјуктиви. Значи, не може од човек на човек. Јасно беше од науката, меѓутоа и тогаш науката беше тргната на страна и одеднаш се потрошија милиарди и милиарди за тој Тамифлу. Потоа следеше свинскиот грип. Терминологија непостоечка. Значи, свински грип, по современата наука, сега тој свински грип се вика така како што треба по наука, нели, пандемичен, или Калифорнија
H1N1 или пандемик 9, значи таа е номенклатурата, се употреби номенклатура, се направи и на некој начин се види дека може со злоупотреба, со манипулација на науката да се испумпаат многу пари. Меѓутоа не анализиравме 2009, не анализиравме 2015 што ни се случи, и бидејќи не анализиравме, бидејќи не се спремивме, ни се случи сега ова што ни се случи. Значи огромни средства. Се претпоставува дека 15.000 милиарди годишно го кошташе светот оваа пандемија, само директни трошкови во здравство, да индиректните на затварање на цел свет не знаеме. Изгубените пари не може да се пресметат. Ако ние 2009, значи 2009 науката беше јасно и потоа имаше дури и сериозни обиди на дури во Советот на Европа да се обвини СЗО, да се покренат тужби, меѓутоа не успеавме, нели? Тогаш не изгубивме таа пандемија, анализирано сите претходни пред 2009 и сите после 2009 имаат поголема смртност. Грипот има поголема смртност од таа пандемија. Бидејќи немаше смртност, парите се, нели, богатите ги имаат, така да не се направи анализа. Ако ми дозволите, преска рековте што научивме од оваа криза што ни се случи во последниве 3 години. Јас да споделам, ковидот го поминав во Германија, во германска болница лежав и не добив никаков антибиотик. Кога прашував за инвермектин и за уште некакви други лекови кои што овде ги препорачуваа на мои блиски луѓе, иако не ги даваа болниците и велеа да си ги купат, мои блиски роднини, например, си ги купуваа од Косово, од Грција, од таму. И луѓето во Германија се чудеа, велеа, зошто не прашуваш за овие лекови? Воопшто нема потреба. Во Германија, тоа што го слушнав таму, што го читав, после 2-3 месеци се собрале главните авторитети на тоа поле и донесле програма, стратегија, протоколи. Овде, професоре, чинам дека ние се уште немаме протоколи како да се лечи, не дај Боже да се повтори ковидот или некој друг вид на... Тоа е прашањето на сите прашања. Ке се појави пак, вие на почетокот на емисијата рековте прашање на време кога ќе има некоја нова пандемија. Тоа е така. Значи грипот не е постојана потенција да ни измутира, нали, да се појави H2N2 или некој од овие подтипови да стане повирулентен, да ни направи пандемија. Тоа ќе биде многу поопасно неколку. Имаме хеморагични трески, имаме други причинители кои можат да ни се појават. Да не речеме овие како нели вариола вера и така натаму, како биолошки агенси кои можат да се злоупотребат. Мислите ли вие, докторе, дека не зборам за Македонија, јас за Македонија навистина имам за нашиот начин на функционирање прилично лошо мислење, меѓутоа светски авторитети мислат дека излекува поука од целава работа. Не. Дека следната пандемија ќе ја пречека светот по-подготвен, по-рационален. Знаете што има обиди, нели пред тоа имаше исто Нимберг 2 обиди од интелектуалци и адвокати, сега има обиди да се не знам во Швајцарија банкарија тужи владата, има обиди на нели СЗО да се тужи и така натаму, тоа се значи по мене реформа треба да направи тој што ги основал СЗО, тоа се Обединети нации, тоа е сериозна една организација, многу богата со многу луѓе, а многу малци експерти. Значи мора да се инфектологијата се запостави, превентивните гранки во светот се запоставија, така да не верувам дека ние би поминале подобро, мислам дека полошо ќе поминеме. Имајќи го предвид ова, дури јас лично бев изненаден од реакцијата на Хрватска, Словенија, нели од бившите југословенски, каде што инфектологијата беше врв. И одеднаш се виде дека оние маргинализирале, скрос ја тргнале инфектологијата последните 20 на години од како се. Вие зборувавте дека во поранешна Југославија инфектологијата била на многу високо ниво, дека дури и Франција учела од нас или Канада, не сум сигурен. Генерално западниот свет нема инфектологија, они имаат интернисти кои субспециализираат, значи нема како гранка. И ние отидовме по нивниот систем да факултетите останаа да имаат нели по еден семестар инфективно предавања, имате 150 болести, вие во 12 часа или во 20 часа треба да си факултативно доаѓа. Така, некако и сега одеднаш, значи треба да се соберат и реков по мене мораме национален такво едно тело кое ќе прати.
Ние немаме. Имаме комисија која е тоа е советодавно за заштита од заразни заболувања на министерот. 100 пати сме го апсолвирале. Ние со комисија имаме феноменални резултати за се. Такво тело од експерти кои ќе прати болестните, прати и вакцини, имаме недовера кон вакцини или селекција на вакцини, вакцинален календар. Да го спомнеме, сега имаше нели на собрание на парламент не помина закон за заштита нели на население од заразни заболувања, каде што го предлагаат отворите, видите ги кој го предлага. Јас мислам дека не се докторити, а не да се авторитети. Вашиот став околу тоа, веќе го кажувате, е јасен, се дигна мала бука во јавноста. И треба, мора од ова, ако не изведиме, значи, ако нема реформи во СЗО, следниот пат ќе биде уште полош. Добро, тука има еден друг проблем, мислам дека од политичка природа, ова е мое мислење. Обединетите нации генерално се во криза. Го губат и своето влијание на светско ниво, така што веројатно и овие подгрупи, како што е СЗО, природно ја губат својата тежина затоа што кризата на светската геополитика ги менува работите по свое. Да, гледате, една СЗО која била пример, од неја сме учеле, колку пати бевме сведоци да во рок од неколку дена се ги негираа претходните нели препораки. Даваа следни препораки кои беа спротивни од сосема спротивни, да. Или пак даваа некои препораки па кои не им одговара нели на влади или на фармацевтски компании, па не ги ни слушаа. Така да сериозна реформа, значи сигурно сте управо дека Обединетите нации се во криза, меѓутоа ако не направиме сериозна или не најдеме лидер кој ќе биде нели ние не можеме, потрошивме најмалку 2 милиарди директно во Македонија нели за ковид пандемијата, а да ни е скапо да инвестираме во едно тело од 5 луѓе кои ќе пратат или ќе им веруваме и така натаму. Има уште еден феномен што сакам да ни го искоментирате, значи медиумите пред се социјалните мрежи овозможуваат еден драстичен наплив на информации. Меѓу другото, освен од експерти, од квази експерти, од надри лекари, од разноразни аматери и дилетанти кои што се обидуваат да се наметнат, и тие прават таква една магла во целата приказна, што добронамерните вистински експерти често пати се ставаат во ист кош со нив, затоа што како еве го овој што тврди дека не знам што, и докторов отприлика се спаѓаат на исто затоа што критикуваат СЗО, сега нели на памет зборувам. И тука немате решение. Да. Вас секој може да ве стави заедно со некој надри лекар, квази манипулатор кој што ќе тврди нешто што личи на важно. Да, исти ставови или слични ставови и така натаму, или пак народот беше збунет, еве сега овој професор збори нели иста возраст, исто и професор се збори различно, на кого да му веруваме. На кого да му веруваме? А јас мислам дека еднаш кажав, значи зборуваме за респираторни инфекции, не сегам да зборувам од моја област. Не знам за сида, за бруцелоза, за хепатитис, значи излегува луѓе од интерна, од хирургија кои зборува и сега луѓето ги бунат, значи и порано тоа се почитуваше, нели? Не се даваа изјави или се уште не се даваат, не се во емисии, ако не ти се твоја субспециализација или ако нешто не си постигнал. Што е логично. Но ние добивме експерти за се во оваа држава, така што логично е да очекува од Вело Марковски некој да разговара за гасоводот во што го правиме. Но, доаѓаме полека до крајот на емисијата, горе од мене е последно прашање, или сакаш ти да... Да. Нашиот здравствен систем, ваков каков што е, со сите кризи што ги гледаме, ФЗО е последниот случај како ни упаднаа хакери во системот. Тоа е прашање дали упаднале хакери. И тоа е посебно прашање, немаме потврда за тоа. Да. Приказната е таа, но вистината не ја знаеме. Протести на лекарите кои што не ги добиваат своји средства што ги заслужуваат објективно. Млади лекари кои што заминуваат, не само лекари, него здравствени работници по Германија и по белиот свет. Колку може еден таков дерогиран... 3 случаи на сепса последниве 10 дена. Во Пилевската болница, ако не се лажам. Таков дерогиран, упропастен здравствен систем, колку може да се носи... А претходно во негов бризгани убаво рековте над 2 милиарди евра за 2,5 години, што предпоставува дека системот е доведен на повисоко ниво. Јас сега можеме да збориме од лични искуства кога лежев за тромбо, да речеме, во војната градската болница 8 септември, фантастичен третман. Но пред неколку дена бев госпоновто пред некој ден во брза помош на пациентка на сопруга на пациент и беше речено да иде да си купи дома лекови за да стават брзата помош лековите дома. Значи нешто што не е ниту социјално здравство, не е здравство кое што се стреми кон Европската унија. И па колку може таков дерогиран здравствен систем да се носи со предизвиците што доаѓаат? Тоа ми беше збор.
Значи, прашањето е многу комплексно. Нашиот систем мене ми е анализиран доста. Значи, мора да се направи систем у кој први здравството како министерство мора да му се дава на владеачка партија. Понатаму следниот министер од владеачка партија, кој да е, мора да има голема поддршка од владеачката партија, бидејќи требаат сериозни реформи во здравството и во начинот на функционирање и во финансирање. Од прилика, ај сега последниве години не знам, меѓутоа генерално од буџет се двојат околу 300 милиони за цела година, за сите здравствени установи, што е, да речеме, 10 пати помалку од Словенија со исто население. А потоа, уште 600-700 милиони се под изговор на разни интервентни увози на име на здравство, наместо таа милиарда две да му се дадат, здравството да менаџира, нели се потоа се трошат тие пари од граѓаните, меѓутоа Но ќе рече Словенија е пребогата, не можеме ни да се споредуваме со неа. Не, видите, значи се зборуваме за здравје, исти број на жители, исти процедури, исти лекови. Ние не може сега лекот, или не можеме ние пневмонија да лекуваме за 12.000, нели за 10 дена 1200 денари, а да биде да речеме во Холандија или во нашиве приватни болници да биде тоа пута 10 пута 15 дневно. Значи тука тој систем мора да се исправи. Значи мора да сватиме дека мораме да двоиме во здравството, меѓутоа тоа треба да биде плански. Втора работа која подхитно мора да направиме е веднаш да ги прибереме сите слободни доктори. Ние имаме 2000 доктори помалку, уште сме добри под бројка, значи во последниве 10 години имаме изгубено 2000 доктори, што е страшно за еден систем. Меѓутоа, уште поголем проблем ќе имаме кога сега за 2-3 години ќе отидат генерацијски многу добри доктори, многу познати и не само познати, тоа ефикасни добри доктори, навистина добри доктори. Последниве години Министерството за финансии ги води докторите како администрација, не дава приеми по болници, не дава приеми на факултети, кај нас ние немаме на примерно 6-7 години немаме асистент, а се знае дека овие добрите доктори требаше последниве 10 години да обучат други доктори. Сега овие ќе отидат у пензија, ќе останат и ако се примат веќе е касно, меѓутоа несватливо зошто дури некои злоупотребуваат дека можеби намерно преку не знам ММФ или не знам други не се дава дозвола, нели, притисок во финансии, за да на некој начин овие доктори се разочараат и бегаат, нели, на западот во Германија. Значи нема друго објаснување да ние имаме доктори и ги пуштаме додат, не ги запослуваме, а имаме не знам, Охрид нема педијатар, имаме, да речеме, Кочани одат педијатрите од Штип да дежураат. Значи имаме многу области или брза помош, одредени градови брза помош, нема доволно кадар. Да не речам дека, не знам, болниците по 30 доктори во годината по 50 им одат, сестри по 30, по 50, по 100 им одат. И сето тоа ќе остави страшни последици и сега веќе е многу касно, меѓутоа пак треба веднаш да се реагира. Гледајќи последниве години што ни се случува, значи се влегува во Министерството за здравство да спек на некакви партиски политики да се водат. Немаме државна политика, бенефици и такви натаму, меѓутоа немаме овие горливи проблеми, ние не сакаме да ги решиме и оставаме некој друг да не ги реши и затоа викам прва прилика и здравството мора да се направи реформа, мора да се договорат големите партии, нели, меѓутоа околу концепцијата и начинот на плаќање. Ние си имаме тој DRG систем, тој е добар систем, нели, по диагноза. Меѓутоа, тој што го измисли тој систем има вака речено, овој систем ќе биде добар ако владата е фер кон болниците. Што значи тоа? Нели го спомнав пневмонија, ако уместо да ти даде, нели, по не знам 10 дена да ти даде за една пневмонија барем 2000 евра, нели, од фондот, он ти дава 200 евра, веќе излечи го за еден ден. И земи ги парите. Значи не можеш да пневмонија се лечи 10 дена. Значи мора да биде тој систем фер, да не биде со политички притисок, нели, од страна на министерот, на директорот кој е партиски ставен, да он формира некои цени, да после здравството биде загуба, па ние са ќе ти покриеме загуба, ќе ти дадеме плата и така натаму. Значи мора да се остават тие луѓе тамо, директори, менаџери, да си го планираат сами и буџетот и вработените, да наградуваат вработените, да ги наградуваат спрема учинок или спрема квалитет,
за да не им бегаат. Значи не можеме ние да имаме таква разлика во плата меѓу приватно и државно здравство и во среден персонал и така натаму, а да одржиме квалитет. Така. Доктор Вело Марковски, ви благодариме за овој наистина квалитетен разговор. Верувам ќе имаме и повторно можност. Ви благодараме, ви се извинувам поради оваа кашлица и малку деконцентрација. Да, се случува. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот, репризата на оваа емисија. А јас ви закажувам нова средба со мене и со Горан Мамировски и со нашите гости во понеделник во 22 часот 30 минути. Имајте пријатна ноќ.